интересно е што сум сменил навистина голем број автомобили во мојата кариера. Не сум човек кој што се насочил на еден бренд на автомобил и тоа да го вози низ целата кариера како што го прават другите автомобилисти. И сум горд навистина што со секој автомобил различен сум направил навистина добри резултати. Почнувајќи од Юго, Peugeot, Honda, Mitsubishi, не знам, Hyundai, Seat, што друго не, Ferrari на крајот од ова, така да во секој автомобил сум постапувал апсолутно исто. Дали се работело за Юго или за Ферари, мојот стил на возење бил секогаш таков атрактивен, интересен, без калкулации, секогаш сум настојувал на највисокото место на пиедесталот. Така ќе биде и до последното мое возење. Во саботата на тренинзите организаторот ми дозволи, иако тој беше централна европска зона трка, каде што имаше доста натпреварувачи, ми дозволи да стартувам прв, за да стигнам на сите оние церемонии кои што ги имавме, ти добро ги знаеш. И бев прв на тренингот, баш луѓето коментираа, види го овој под наводници луте, вози вика како да нема ништо денес. Не дај Боже да се десело нешто на таа трка, бете. Сакал да биде све како што треба. Поминало све како што треба. Да, заврши свадбата и од свадба директно отидов во неделата на трка и победив и навистина бев горд и среќен. Минатата година на трката во Чешка, каде што луѓето побараа, организаторот побара дозвола дали може да ги користат моите слики, им дадовме. Да, кога стигнавме на трката, кога веќе одевме во Чешка, кога влеговме во државата, да видам безброј билборди со мојата слика, со сликата од мојот автомобил, тоа фактички беше најавата за трката. Верувајте, ни дадоа еден респект кој што е гордост за секој спортист во било кој спорт, поготово во автомобилизмот, да цела буквално Чешка биде излепена со ваши слики. Во денешното издание на Равенка за успех имам гостин кој навистина има што да каже за себе. Веројатно, барем на професионален план ја пронашол Равенката за успех, а и на приватен знам дека е така. Игор Стефановски иđe е тука со мене денеска на моје огромно задоволство, а и на ваше задоволство, затоа што многумина од вас ме прашаа кога ќе биде гостин во Равенка за успех. Очигледно дека сакате да слушате за неговите успеси и за патот до успехот. Она што го прави со години наназад, иđe, драго ми е што си тука со мене. Исто и мене. Се договаравме, разговаравме, периодов имаше актуелности, настани, случувања кои беа битни за тебе, точно чекавме да се привршат тие некои тековни обврски, промовирањето на краткиот документарец, доделувањето на наградата на ФИА и еве си тука со нас. Токму така како што кажа, навистина ми е драго и чест што сум токму кај тебе гостин денеска, ете да подискутираме за оние успеси кои што се постигнати во мојата кариера и може да кажам дека е официјално после промоцијата и добивањето на наградите во Словенија од ФИА шампионатот директно кај тебе во гости во оваа емисија. Навистина е нешто што да можеш да бидеш горд, а и ние како македонци да бидеме горд, затоа што си еден од најголемите амбасадори на Македонија кога е во прашање спортот и трките. Очекуваше ли кога започна со овој спорт, кога започна како дете, се визуализираше, се гледаше ли на ова место каде што си денес? Интересно е да се каже, да, после 22 години бавење со автомобилизмот активно, морам да кажам дека навистина сум горд на постигнатите резултати, 3 пати европски шампион во дисциплина, во спорт каде што треба да се борите со многу појаки тимови од вас, каде што се финансиите, можам да кажам, пресудни, конкуренти кои што доаѓаат од големи држави, кои што се многу моќни. И навистина сум горд дека еден македонец успеал да биде 3 пати европски шампион, да донесе 3 идентични трофеи како што ги добиваат најдобрите во Формула 1. Навистина сум горд на мене и на мојот тим, на мојата држава и како што кажа, потајно можеби сонував како дете дека ќе постигнам некои големи резултати, но
дефинитивно ова што е постигнато ги надминува и очекувањата што ги размислував како дете. Супер. Значи се надмина и себе си, а тоа е навистина изненадување и за тебе и сигурно огромна сатисфакција. Она што како секое дете, нели, еве машки, ова е малце машки спорт, сега ја можеби не знам точно баш и да навлезам во сите тие специфики и некои карактеристични нешта во врска со автомобилизмот, но знам дека успехот е успех и она што се слуша и што се публикува кај нас е навистина заслужено кога се ти во прашање. Со оглед на тоа дека сме и фамилиарно поврзани и тоа ќе го споменам дека си зет за мојата прва братучетка, те познавам од вашите млади години кога почнавте со Емче на свои 14 години, 15, 14-15 години, да. Ептен бевте деца и таа љубов постојано е присутна и поддршката до денов денешен, пошто гледам дека секогаш сте заедно, успехот го споделувате заедно, среќата ја споделувате заедно, веројатно и стравовите пред сите трки и се останато. Значи ли за еден човек кога има огромна поддршка од семејството, не само од жената, него и од родителите, се разбира? Апсолутно. Во секој спорт, секој професионален спортист, апсолутно мислам дека без онаа хемија и поддршка од најблиските, од фамилијата, не е возможен успех да се направи. Благодарение на мојата фамилија и на Емче сопругата и на децата, кои што ми ја даваат навистина големата поддршка, безрезервна, која што ми е потреба навистина да бидам фокусиран на оно што го правам, да победувам на тие трки, е од големо значење и сум им благодарен, навистина, бидејќи тоа се луѓе кои што се пожртвувани и они на дел од нивниот живот за да го успеам ова што го правам сега со овие резултати. Дефинитивно Еми е жената која што навистина и симнувам капа, бидејќи е жена која што има поминато доста стресови. Овој сепак спорт е стресен и едноставно се потрудила во моменти кога јас сум одсутен од државата, кога сум насочен на трките, да она што ни е најбитно, нашите деца ги воспита како што треба, да бидат на прав пат, да се личности кои што се скромни, кои што ја разбираат суштина на животот и заедно се стремиме кон тоа, но она е поголемиот удел во тој дел. А исто морам да кажам дека и моите родители, кои што се пожртвувани од целиот нивни живот, да може да ни удостојат она што ни било потребно на мене и на брат ми кога сме почнувале со автомобилизмот, а ја и ден денес, и финансиска и морална поддршка и до ден денес. Сигурно, јас кога го гледав документарецот, прво што ми поминуваше низ глава беше леле како реагира мајка ти, како сето тоа го прифати на стартот, пошто знаеме дека има ризици овој спорт. Мислам, се има во животот ризика, но е малце поризично и кога јас би била на нејзино место, знам дека прво што би направила би се обидела да го спречам, а понатака нели ако не успеш даваш поддршка, не останува ништо друго. Апсолутно. Таа е жена која што навистина ми има многу е те дадено поддршка, апсолутно и мојот татко и мојот брат, но мајка ми е некако, имам некоја интересна хемија со незе, памтам во почетоците дека пред да заминам на трка, кога имаше денови на трки, апсолутно ми викаше немој да жалиш, удирај, бори се да бидеш напред, да, и тоа знаете како е дава мотив и поттик за се она што го правите, бидејќи во тие денови навистина беа потребни тоа, немавме финансии, многу беше тешко да обезбедиме она што е потребно за да имаме секоја чест на нејзината храброст. И она е, мислам дека жената заедно со мојата сопруга со Еми, првите и единствените кои што знаат и сакаат да дознаат после трка дали сум завршил, не ги интересира на кое место сум, што и како се десило, него само дали сум здрав и жив, дали е завршена трката. И дефинитивно имаат голем удел, како што кажав, во мојата кариера. Што е онајдже што им го кажуваш на твоите блиски пред да отидеш на трките и што е она што го мислиш кога одиш натаму? Јас сум човек кој што верува многу во Бога. Тоа некако ми дава некоја сигурност, бидејќи ова е навистина еден екстремен спорт и опасен. Оваа дисциплина која што е возам брзките трки се навистина и така опасни, бидејќи доста мои колеги навистина го имаат изгубено животот на овие трки. Може би секоја година, за жал, некој од нив не напушта. Тоа е навистина еден голем ризик присутен, бидејќи тоа се патишта како нашата планина Водно, стазата на Водно, каде што надминувате брзини преку 240 км на час, немате воопшто зони за излетување, навистина
стравот, сакам да кажам, и опасноста е многу присутна во однос на другите дисциплини кои што се возат во трките, како кружните и рели на треварите. И многу ми е потребно таа конекција со црквата, со Бога, со мојот отец, кој што духовен отец, кој што одам пред трка, сакам пред секоја трка да одам да се помолам, да си ги скротам мислите, како да кажам, за да ми даде некоја сигурност во она што го правам. А отец Михаил има баш таква некоја енергија смирувачка? Да, дефинитивно, навистина е човек кој што мене лично многу ми помага во тој дел, дури и на некои трки и дојде и секогаш сме во комуникација и сум човек кој што си има ритуали, кој што си ги прави секогаш пред трка, кој што ми даваат некоја сигурност и ми смируваат во тој дел, да бидам можеби што побрз и пофокусиран во тие трки. Кој ќе влизаш во автомобилот, што ти прелетува на глава? Имаш ли време додека возиш да размислуваш на нешто друго или толку ти е фокусот силен да не можеш да размислуваш ништо друго? Пред да влезам во автомобилот, пред да почнат трките, имам трема, навистина. Јас сум човек кој што се плаши, имам страв. Верујте, имав ситуации каде што имав нагони на повраќање пред трка од самиот страв, мачнини и сите тие работи, бидејќи знам што доаѓа. Не е ова надпревар како ова не е игра, пред се да кажам. Ова не е фудбал или кошарка или тенис да вие изгубите или победите. Ова е спорт каде што може да го изгубите животот. И сите се свесни од моите колеги и ние што возиме дека може да се деси она што никој не посакува. Така да, тој страв, таа дополнителна трема која што има пред трките, навистина е голема, но интересен факт и интересна работа е кога ќе влезам во автомобилот, сакам да сум сам со себе некој си 5 минути, да не ме вознемирува никој од тимот, да се фокусирам на она што треба, да си ги, како што кажав, скротам малце мислите и после влегувам во некој друг свет, каде што таму се осеќам најубаво, најсмирено и најкомфортно. Верувај дека заради баш тие минути кога се осеќаш во тој твој посебен свет, го одбра овој ризичен спорт. Зошто не одбра некој од тие други игранки што се малце помалку ризични? Верувам дека секој човек е одреден зона што сака да го прави и сите имаме некоја дарба во тоа што го правиме. Еве ти после толку години се враќаш на сцената и дефинитивно како да си родена за ова. Повторно знаеш каде е, што е, така и јас. Така секој човек си го наоѓа своето. Не знам, може би имам некоја може дарба од Бога да го правам ова, бидејќи навистина сум човек кој што не учествувал во никакви академии или школи за учење на трки, како што моите конкуренти поминуваат низ тие скапи академии, не знам, обуки, вакви такви. Јас сум само човек без големи финанси, стартуваше. Апсолутно, меѓутоа ги победувам и најдобрите низ Европа и дефинитивно пак ќе кажам дека може би за тоа сум предодреден да видам во моментот. Пак е таа конекција со универзумот и тоа што те води на крајот на криштата. Нема тие пари што можат да го купат знаењето и успехот, сигурно помагаат и нели поквалитетните возила или не знам кои се други предуслови и тие академии се, ама она што ти го носиш како дарба си е тоа пресудното сепак. Со пари во овој спорт може да купите и возило, може све, меѓутоа успехот не може да го купите дефинитивно. Иче, негде слушав или прочитав, не знам, си имал на почетокот многу интересни искуства додека дојде до позицијата да можеш да си овозможиш, нели, сега веќе знаеме каде високо котираш, возиш за Ферари, што е навистина огромен успех за сите возачи, ќе позборуваме и за тоа. Ајде малце на почетоците кога почна со твоето фиќо. Сега кога го споменавме документарецот, ми спомена дека ќе има и нов филм баш за твоите почетоци, малку да се навратиме на оние детски денови кои се мотив за оние кои почнуваат сега. Интересно е, сега што ме врати во ситуација, навистина пред некој половина, пред еден месец, така нешто, барав по архивата кај што имам касети снимени како деца, заедно со мојот брат, и најдов токму снимки кои што ги имам на мој 8 години како управувам со тогаш фиќо имавме на мојот татко заедно со мојот брат и баш се присетив на тие денови кога сум бил дете, ние живеевме на Водно, на самата патека каде што се одвиваат трките. Во тој период немаше толку куќи, беа можеби 3-4 куќи на Водно и верувајте дека целиот фокус ние како деца го имавме само на колите, ништо друго. Немавме со кого да се дружиме за да играме
нешто друго, него цело време бевме фокусирани на возилата, чистење, подготовка, правење моторчиња, картинзи во тој период. Интересен период каде што знаете како е кога ретко некој да остане од мислите во детството од она што го сакал да го истера цел живот. Навистина е интересна приказна која што еве сега во моментов ти го најави дека се подготвува баш еден документарен филм кој што ќе биде од самите почетоци на моето детство со автентични снимки кои што сум ги имал јас на многи рани години, со почнувајќи со фиќото, со картинг, интересни снимки кои што би го доловиле мојот живот и да се знае дека за она што да биде мотив за следните генерации, за младите личности, дека доколку навистина посакуваат нешто, ако го посакуваат од срцето и ако се истрајни, све е остварливо. Имало ли периоди кога можеби финансиите или грижата на семејството или децата те одвраќало од тоа да продолжиш? Имало ли такви кризни периоди? Да, дефинитивно имало. Знаете како е секој спортист. Има кризи, поготово во овој спорт, бидејќи не зависите само од вашиот талент и вашиот мотив и се она што сакате да го правите доколку немате финанси. Ако вие немате финанси да отидете на трка да набавите, да купите пред се автомобил кој што чини многу пари, гуми, ред други делови кои што се потребни за вие да отидете на трка. Верувате, јас сум модел по 4.500 километри од Македонија до Португалија, сум патувал сам со возило на приколка за да стигнам на надпревар таму. Тоа се 4 дена патување. Преморен. Да, преморен, да возите таму, да победите, да направите рекорд и потоа да се вратите во Македонија. Навистина еден интересен пат, да, кој што е поминат од денешна гледна точка навистина тежок, бидејќи можеби тогаш сум бил во фаза, знаете како не ги осеќате тие работи од трка на трка одите, меѓутоа навистина еден тежок период во кариерата, иако луѓето го гледаат резултатот, успехот, све, не е секогаш така сјајно. Сум имал и кризи, како што кажа, навистина сум сакал да се откажам. Знаете како е, одите во Португалија на трка, одите во Шпанија, како што кажав, 4000 километри, 4500 километри одсутен од тука, навистина сам таму, и е проблем што немате средства да си приуштите хотела, сте европски шампион, немате пари да купите нови гуми како вашите конкуренти и ви доаѓа нешто преку глава, сакате да се вратите дома, но има нешто што ве држи, ве тера да успеете во тоа. Така да тие моменти се многу битни, да може да издржите во најтешките моменти и мислам дека правите шампиони го прават. Добро, после првата титула немаше ли одзив веднаш кај нашите во Македонија за подршка финансиска, за малце ветар во грб, кога веќе се гледа дека има потенцијал и за што да се вложи? Ми е жал и на таа тема би разговарал многу време, бидејќи и ден денес и покрај сите резултати што се направени, навистина е тешко да се обезбедат финанси. Иако од други држави имам понуди да ми е платено све што е потребно, да заработам пари кои што би ги имал секој европски шампион со овие резултати постигнати. Имав понуда од Чешка, имав понуда од Швајцарија, Швајцарскиот сојуз, од Чешкиот сојуз, понуди навистина сериозни и квалитетни во однос на да добијам све што е потребно и да имам финансии кои што би ме обезбедиле до крајот на животот, ајде да кажам. Некако не сум ги прифатил, надевајќи се дека некако сум врзан за оваа држава, некако знаете како е кога ќе поминете долг период представувајќи оваа држава, се трудите нешто да направите, луѓето ќе ве засакаат, обичниот народ навистина ми дава преголема поддршка на улица сегде и тоа е она што ве полни како човек и што ви дава мотив за понатаму. Не се само парите во прашање, но навистина ми е жал, бидејќи како што кажав, ако еден професионален спортист со достигнат резултат не може да обезбеди доволно средства за оно што го прави, иако е веќе етаблиран и успеал све што може да се успее во кариерата, што останува за луѓето што почнуваат сега со спорт. Така да од таа гледна точка мислам дека навистина треба да се смени малце нешто во државава за да им дадеме иџе ги постигна резултатите, да, но треба да дојдат нови дечки, нови момчиња, нови луѓе кои што ќе направат уште поголеми резултати, но за жал мислам дека ќе биде многу тешко бидејќи поготово во автомобилизмот се навистина потребни многу пари, а мислам дека денешната младина не е толку спремна да ризикува све во животот за да може да го изоди тој пат.
за жал. Да. Ама се надевам дека некои работи ќе се променат, па ќе има малце повеќе ветар во Апсолутно грб се за сите сложувам. таленти спортски кои навистина треба да добијат поддршка. Се сложувам. Како излезе соработката со Ферари? Што треба да се поседува како квалитет? Што е она пресудното за да Ферари одбере да бидеш возач, затоа што не може секој, нели? Навистина сум горд во тој дел. Тоа е еден посебен дел во мојата кариера, ете, кој што сум единствениот човек од Балканот кој што имам добиено можност да го представува овој бренд на овој еден шампионат. Бренд кој што знаеме дека е синоним за автомобилизмот и за мотоспортот, апсолутно. Бренд во кој што и најголемите возачи, сега ги гледаме во Формула 1, сите сакаат да возат со Ферари, иако перформансите не им дозволуваат да бидат победници или шампиони. Меѓутоа сите се трудат. Така да, интересна работа е, се склопија коцките, преговаравме можеби 2 години во однос на тоа. Добивме шанса за тестирање, бевме на 3 или мислам дека 3 дена тестирање во Италија, дека беше ги видоа моите перформанси со инженерите од Ферари. Како изгледа тестирање? На стаза тестирате, да, со нивни инженери ги гледаат вашите перформанси, како се, во кој аспект они се инженери ги разбираат тие работи и добивате зелено светло да може да го управувате овој автомобил, иако морам да кажам дека без разлика дали имате пари, може да си милиардер, додека они не ви дадат зелено светло, вие не може да го возите овој автомобил. И како што кажав, сум навистина горд бидејќи сум единствениот човек од Балканот кој што ете со еден ваков автомобил го представува брендот на овој шампионат, а воедно и од една земја која што е Македонија добива шанса да биде представник на еден таков бренд. И повторно освојуваш и освојуваш. Да, оваа сезона, да, со навистина со гордост, еве и сега во Словенија во Љубљана добивме наградата за европски шампион во категорија 1, во група 1, онаму каде што е мојата група. И навистина сум горд бидејќи уште во првата сезона направивме резултат кој што ги надмина очекувањата и моите и на луѓето од Ферари, бидејќи навистина резултатот кој што е направен со овој автомобил во првата сезона ни дава за право да размислуваме на подобри варијанти во оваа година. Има ли, значи, тука класификација кој автомобил ви го дозволуваат да го возите или па можда не знам, ако сега постигнеш поголем успех, па после тоа добиваш подобар автомобил? Овој автомобил е последната генерација од Ферари автомобилите. Оваа сезона излегува новиот модел кој што е адаптиран само за кружните надпревари, иако и овој до сега што го возев. Ние минатата година направивме некои преправки после завршување на сезоната. Фактички се уште немаме тестирано. Се надевам дека веќе при крај на овој месец или наредниот месец ќе одиме на некои стази од европскиве трки за да можеме да го пробаме автомобилот, да видиме што е постигнато и кои перформанси се подобрени. Но како што кажав, навистина е многу тешко да се влезе во ова семејство, во Ферари семејството. Се надевам дека ќе бидеме заедно уште многу години, но сепак ќе оставиме времето да видиме како ќе биде. Кои се најтешки стази? Имаш ли некоја што ти е така баш грч да речеш дека тука ми е малце така несигурно се осеќам? Во оваа дисциплина во која што се надпреварувам сега, ридско-брзинските трки, шампионатот на FIA, Европскиот шампионат на ридски трки, дефинитивно Шпанија и Португалија се стазите кои што се и такако опасни. Во Португалија надминувате брзини од 240-250 км на час во сплет кривини кои што се навистина опасни со овој автомобил. А во Шпанија е па стаза која што е многу тесна со различни асфалтни места, е така нерамна, но знаете како хармонијата и публиката на во тие држави, на тие стази е нешто невидено. Толку публика јас немам видено на ни една друга тркачка патека. Навистина луѓето живеат за тоа. Интересно е што фактот дека кај што ја возиме стазата во Шпанија, тоа е местото од каде што потекнува Фернандо Алонсо и е во близина на неговиот музеј. И организаторот на таа патека е човекот кој што му бил прв тренер на Алонсо и навистина ми беше гостин на првиот документарец кога го снимавме, навистина има пофални зборови за нас како држава и за мене како автомобилист и навистина сум горд на тоа. Браво. Сега после толку освоени титули, што ти е, секогаш сигурно си поставаш повисока и повисока цел. Што е оно што си го поставуваш сега како задача или како цел за понатам? Секогаш се стремам на победа и на подобри резултати, апсолутно.
Дефинитивно сум фокусиран на оборување на што повеќе рекорди. Би сакал да... Јас сум единствениот човек, мислам дека до сега кој што има 3 европски титули во оваа дисциплина. Единствениот? Па така мислам, може би малку мина да имаат постигнато 3 европски титули, што е најбитно со различни автомобили. И ќе ми биде, навистина сакам да направам нешто во наредните години, не знам дали ќе биде со овој автомобил или со некој други, да ги имам во мое под мое својство сите можни рекорди на сите стази на кои што се надпреварувам. Мислам дека до сега од 12 патики кои што се вои шампионат имам рекорди на 3 или на 4, сакам да биде тоа на 12 од 12 и ќе се стребам кон тоа и тоа ми е желбата значи, и мотивот. Тоа ти е последната онака цел. Мотивот. Затоа што веројатно имаш некоја цел кај што велиш сакам ова уште да го постигнам или нема таква. Тоа нема крај, нема лимит, секоја година нови цели, знаете како едно ќе завршите па доаѓа нешто ново и така да мислам дека и се надевам дека ќе возам додека можам. Да, сигурно дека за тоа треба и физичка спремност. Имаш ли нешто надвор од автомобилизмот што ти е нели спортски ангажман или нешто што те држи во кондиција или не знам одреден фокус? Се тренира ли нешто покрај тоа што возиш? Апсолутно е потребно, бидејќи навистина кога возите на овие трки пред се треба да сте физичката подготвеност и така и така. Навистина треба да имате, но не е толку битна бидејќи ова се на спринт трки, дисциплина каде што немате возење по неколку часа, него е тоа краток период, но психичката подготвеност мора да е на високо ниво, бидејќи доколку малце подпаднете, како што кажав, навистина е многу, може да биде фатално. Психичката игра, верувам на сите професионални спортисти, не мора да значи во автомобилизмот, е пресудна за да бидете спремени да се задржите на ниво каде што може да победувате и да сте на врвот секогаш. Мислам дека тоа е клучната улога, познавајќи и гледајќи ги сите спортисти во различни дисциплини, физичката подготвеност меѓутоа менталната и психичката подготвеност мислам дека треба да е на највисоко ниво. Ама сепак и не може да имаш килажа вишок за да нели па да сега сум подрежен, поготово знаете како е после период кога нема да возите, кога завршува сезоната, знаеме да се опуштиме сите апсолутно, но почнувам да влегувам во некој режим каде што многу внимавам во делот на јадењето и ми е потребно бидејќи знаете како е, секое кило влија и на перформансите на автомобилот, а и седењето и кокпитот во Ферариото е, иако е така голема кола, верувајте многу мало и да, едноставно е потребно да навистина бидете фит за да можете да ги обувате сите оние потреби кои што се дешаваат при возењето. Да, затоа и ти постојано си во една иста се трудам. Иста физичка онака спремност, така да тоа сигурно си придонесува да си прави свое. Она што е исто така интересно, мислам, мене ми е интересно е дека кога се освојува титула, не е тоа одма после трката. Значи, завршува трката и јас сум победник. Не оди тоа така во автомобилизмот. Не оди тоа така, да. Тоа се, поготово овој шампионат, тоа се 12 трки кои што се возат во различни држави, имате конкуренција која што се појавува низ целиот шампионат, преку 200-300 надпреварувачи кои што треба да ги победите. Интересен е фактот што покрај оние надпреварувачи кои што доаѓаат на сите трки, имате надпреварувачи кои што се локални херои. Речем, одите во Италија, ќе ви дојдат најдобрите италијански автомобилисти, бидејќи сакаат да се докажат, тоа е престиж да возат на европските надпревари. И интересно е што и они се пријавуваат за европскиот шампионат и навистина е тешко да ги победите нив на нивниот терен, бидејќи навистина се луѓе кои што се родени таму и ги знаат стазите до милиметар. Интересно е, пак ќе кажам што во мене некако тоа ми успева, без разлика што никогаш не сум возел на моја стаза, на мој терен. Мене ми е чудно кога ќе кажат надпреварувачиве, ајде кошаркари или фудбалери играме на наш терен, па е полесно. Не можам да го сватам тоа, бидејќи јас сум надпреварувач кој што секогаш вози на тук терен, ајде да кажам, и секогаш успева да ги победи и домашните и локалните херои. Да, тоа е значи голема бројка на надпреварувачи кои се во конкуренција за да се постигне. Во Австрија минатата година беа преку 300 надпреварувачи. Да. Баш добра конкуренција. Навистина јака конкуренција, добри возачи кои што
повеќето од нив се навистина професионалци во својата дејност и навистина јаки тимови. Имаме ли ние стаза за трки? Не. Не? За жал немаме стаза каде што може да тренираме, зборам за професионална тркачка патека и навистина ми е жал што ете покрај сите успеси направени тука во Македонија и надвор, не најдовме за сходно да направиме нешто за младите генерации, да може оние влюбеници во адреналинот да го искажуваат тоа на една права тркачка патека, каде што сето тоа е дозволено, да ги отстраниме од овие дивења по улиците кои што го прават секојдневно, и се надевам дека во иднина ќе успеат да се направи една таква тркачка патека. Не мора тоа да е некоја си професионална, скапо ли е тоа многу? Невозможно ли е? Зависи колкави се апетитите, додека ако сметате дека сакате да направите една професионална патека за Формула 1, тоа може да чини доста пари, но една патека како што ги имаат нашиве соседи, во Серес има патека која што е сосема окей за надпревари и за тестови, мислам дека не знам со некои си 6-7 милиони евра би била готова. Не ги знам тие цифри на вистина, но сметам дека како држава треба да имаме, да. А имаш ли некој од тркачите кои ти е сериозна конкуренција и кој го сметаш како ривал? Пратиш ли другите возачи како што движат, нели, како се, кој иде напред, кој стагнира? Секој во својот живот, без разлика дали е за спорт или има некој ривал на своето место кој што секогаш се надпреварува било што. Така и во трките, апсолутно имам ривали кои што се исто добри, брзи автомобилисти, кои што навистина ги почитувам како возачи, како луѓе и без разлика дали ќе победам или ќе изгубам, секогаш сум тука да им честитам, бидејќи тоа се конкуренти кои што ме тераат да секогаш се стремам да бидам подобар и подобар, бидејќи без нив вие да сте први, ако немате конкуренција, навистина мислам дека таа победа на ниеден прав спортист не би му била добра. Навистина е потребно да имате конкуренти добри кои што ќе ве тераат секогаш да напредувате и тие победи кои што се направени баш од срце со голема конкуренција се најдрагите победи. Имаш ли онај психолошки момент ако се случи некој неуспех да паднеш малце психички или па да те обесхрабри тоа? Или како се справуваш со тој момент? Пошто во спортот нели мора да знаеш и да истрпиш пораз. Не можеш секогаш да си на врвот. Види, ниеден спортист не сака да губи, дефинитивно, апсолутно, поготово оние спортисти кои што се врвни спортисти. Кој да ти каже дека сака да губи, мислам дека така го прифаќа тоа лесно, тоа е дефинитивно не е спортист кој што се стреми да биде секогаш во врвот. Навистина ми е тешко кога ќе изгубам, но имам ситуации кога сум изгубил, а навистина сум бил среќен под наводници, бидејќи сум научил нешто и ќе го применам тоа да бидам подобар на следната трка. Како што кажав, имало ситуации каде што сум изгубил за трка за, не знам, 5000 тинки. Може да замислите на една стаза од, не знам, 10 километри, да изгубите во две возења, вкупно броење, да изгубите за 5000 тинки. Не знам ни колку е тоа, може би 1 сантим разлика. И да од тоа, од тој пораз ви зависи дали ќе освоите европската титула. Тоа ми се деси во 2023, кога станав третата европска титула кога освоив. На трката во Полска изгубив за 5000 тинки, верувате на вистина од позиција каде што првата трка водев, втората трка мало невнимание и дојдов во ситуација да изгубам за 5000 тинки, на вистина бев разочаран и ме држеше можеби 2 недели, бев гневен на себе и на мојот тим бидејќи дозволивме да се деси тоа. Но за моја среќа, после тоа можеби тоа некои моменти треба да се десат за да се рестартирате и да сватите дека никогаш не сме да се опуштите, дека не заврши надпреварот, дека све е возможно и беше еден добар есет за мене и за тимот, ги седнав, им кажав дека од сега важат нови правила, секогаш да се спремни, сакам автомобилот да биде проверен пред секое возење, онака како што треба и ете тоа вроди со плод да наредните трки доминирам и освоив третата европска титула. Браво, честитки. Така. А колкав тим оди со тебе? Па зависност од надпреварите, да речеме. И зашто треба све тим? Што тоа е потребно да биде со да, навистина пред се сум горд бидејќи сум единствениот македонски надпреварувач кој што оди на овие надпревари со сопствен тим. Значи има надпреварувачи кои што одат за други тимови, возат
тие работи. Јас во последниве мои години имам собствен тим и секогаш се трудам да го одржам тој тим, бидејќи тоа се луѓе кои што имам голема доверба и тие се луѓе кои што ми даваат некоја сигурност и ете да можам да бидам опуштен на тие надпревари, бидејќи знам дека тоа што ќе го направат е направено како што треба. Зависност од кружните надпревари имав луѓе до 15 членови во тимот. На ова надпреварување се помалце, можеби до 7, 6, 7, зависи колку, може некогаш ќе отидем и повеќе луѓе, но сосема доволен број да ете функционираме онака како што треба. Имам човек, двајца луѓе кои што го возат камионот до дестинација каде што ќе треба да се стигне. Имам човек кој што е задолжен за храна, имам инженери, имам механичари. Така да еден склоп на луѓе кои што се долги години со мене и знаат како функционира. Колку часа трае трката? Па овие надпревари возењето не е многу, може да трае од 5 минути на некои стази, може да трае до 20 минути, зависно за кои стази станува збор, но надпреварот трае буквално од сабајле до вечер, бидејќи како што кажав, има на некои стази до преку 300 надпреварувачи каде што временски е потребно да поминат сите, негде имаме и по 2 до 3 возења во текот на денот, така да интересен ден кога се надпреварите во прашање, да. Адреналинот на највисоко можно ниво. Зависник ли си од тој адреналин? Па би рекол да. Ми фали, знаете како е сега во моментот кога немам трки, кога ете сезоната се уште не е започната, навистина ми фали и некако сум станат зависник во целава моја кариера од тој дел. Знаете како е, кога ќе дојдам на трка, ете тој страв, таа трема ми смета, но сега е во моментов ми фали. Навистина чекам што побрзо да почне шампионатот за да можам да функционирам, да си дојдам она како се вика свој на своето, да бидам свој на своето. Кога почнува? Април месец почнува првата трка во Франција, 12 април, за после почнуваме и ќе биде напорна сезона. 12 трки во 6 месеци ќе биде тешко. 6 месеци постојано трки. 6 месеци, да, негде кога ќе треба во Португалија и Шпанија да бидеме отсутни. Мислам дека тие две трки се споени, некои си 40 дена таму треба да седиме, така да. Очигледно е дека си зависник од трките, кога и на собствената свадба дента беше на ти знаеш најдобро, да. Така како се реши ризикот дека дента ти е свадбата, а ти одиш на трка? Интересна работа е, бидејќи навистина ги оставив сопругата да го решаваат тој дел околу датум и тие работи, само ми кажаа дека договорен е датумот, знам дека 5 беше. Јас им кажав, тогаш имам трка, не може да има. Така искочи ситуација да нема слободен термин нигде кај во Скопје и да мора во Александар Палас, да, тогаш. Ја им реков, ми зависеше навистина таа година, после 3 последователни титули добивате златна кацига. И навистина ми значеше и сакав да освојам и знам дека пред трката во саботата на тренинзите организаторот ми дозволи, иако тој беше централно европска зона трка, каде што имаше доста надпреварувачи, ми дозволи да стартувам прв, за да стигнам на сите оние церемонии кои што ги имавме, ти добро ги знаеш. И бев прв на тренингот, баш луѓето коментираа, види го овој под наводници луте, вози вика како да нема ништо денес. Не дај Боже да се десело нешто на таа трка, бете сакал да биде све како што треба. Поминало све како што треба. Да, заврши свадбата и од свадба директно отидов во неделата на трка и победив и навистина бев горд и среќен. Браво. Иđе, значи, све паралелно со тркеве. Све некако поврзано. Све со трките е поврзано. Велат дека нели жената и автомобилот највише се сака, тоа кај тебе дефиниција така е. Не ги двоиш едно од друго. У пакет тоа си иде. Интересно навистина колку ти си посветен на овој спорт и колку ти лежи, ама сега кога се децава во прашање улекинина, како се они, кои гени ги наследиле во однос на тие спортски активности, желби? Дефинитивно, значи и двајцата сакаа да пробаат. Олег почна и со картинг, почна со картинг, но морам да кажам дека и навистина и талентирани и све извозеа некоја трка, Олег извозе со картинг македонскиот шампионат тука, но морам да кажам дека јас сум оној кој што до сега барем пробувам некако да ги трнам од овој спорт и некако успеав. Олег е насочен сега кон боксот, тренира тоа, Нина тренира одбојка,
Така да, не знам како родител, како човек кој што знае за сите опасности кои што ги видел на овие трки, некако не им го препорачуваш. Да, не им го препорачувам. И би било многу тешко да ги гледам нив како поготово Оле како вози на овие трки. Навистина не можам. Разговарам колку можем, го објаснувам дека ова, знаете како интересно е, они се како деца им е интересно дека родителот те познаат, го знаат, дека победува, знаете како. Да, они живеат од раѓање со тоа. Да, апсолутно, но сакам да им кажам дека сето ова не е постигнато толку лесно. Сакам не да знаат што е, да, дека не е така розево како што изгледа, да. И дека имало навистина ситуации каде што во текот на мојата кариера и мојот живот каде што биле навистина многу тешки. И моја лична желба е да не се бават со овој спорт, но ќе покаже времето доколку навистина одлучи. Олег, макар и Нина, има и навистина женски кои што возат во автомобил, да, дефинитивно и се многу брзи и навистина квалитетни автомобилистки, ете. Доколку навистина покажат во иднина желба која што ќе биде искрена желба, апсолутно ќе ги поддржам, но сепак кажувам сега за сега би сакал да се бават со друг спорт. Да, твојот брат исто паралелно со тебе, нели? Возеше, беше присутен на тие трки овдека, не отиде надвор, но овдека забележи успеси, нели? Неговиот син продолжи со ова. Така. Мојот брат навистина он е постар 4 години скоро од мене, да, и он е првиот кој што влезе во светот на брзината на трките. И е човек кој што исклучително талентиран за автоспортот, морам да кажам, и неговите совети апсолутно до ден денес ми се едни од најискрените и најбитните кои ќе ми ги даде во однос на возењето. Неговиот син, внукот мој Стефан, навистина е импресивен во тие картинг трки, има постигнато навистина големи резултати. Но, како што кажав, најголем проблем е што многу е тешко да се обезбедат спонзори, сепак и картинг трките се навистина отидени на едно високо ниво, така што се потребни навистина многу пари. И се трудиме некако да ги обезбедиме тие средства, да видиме како ќе биде, но како што кажав, јас Стефан го сеќам како моје собствено дете и навистина ми е тешко кога би ги гледал на тие надпревари, дури на некој картинг трки кога одам, навистина се треперам и ми е страф да не се деси нешто и колку можам секогаш се тргам да не можам да не ги гледам, но ќе видиме како ќе покаже времето, како што кажав, доколку изразат желба, апсолутно ќе им дадам моја максимална поддршка. Да, сигурно и она знаење кое ќе можеш да им го принесеш и се останато. Слободното време обично еве кога имаш време сега овој период кога не е сезона на возење, како обично го минуваш? Што е она што со семејството сакаш да споделиш? Се трудам заедно да бидеме со Емче, со децава, да поминеме што поголем период, сега би измина оние празнични денови, Нова година, Божик, да, тие да бидеме секогаш заедно, да им посветам што можам повеќе време дома, бидејќи навистина, како што кажав, кога ќе почне шампионатот, апсолутно многу тешко да се свртам во Македонија, да бидам, они доаѓаат на некои трки, каде што е возможно на некои поблиски трки, но пред се ми е да се навистина да израснат во едни прави личности, зборам за децата. Сакам навистина да бидат личности кои што ќе знаат правата смисла на животот, да се приземни, да знаат што фактички значи животот, дека не е се така розево, дека мора да се изборат за она што го сакаат. И периодот кога сум тука се стремиме секогаш кон тоа, некои шетања да направиме, има викендица на планина која што на едно прекрасно место, кое што секогаш се трудиме во слободно време да отидеме, да се релаксираме, малце да се одмориме, да ги оставиме мислите, малце да се насочиме кон тој дел и така, едноставно фамилиарно го поминуваме периодот, иако имам и јас собствен бизнис заедно со моите родители и брати, периодот кога немам трки сум посветен таму, им помагам малци и така. Баш убаво што на секој начин семејството стои позади тебе и целата таа поддршка сигурно ти значи она што зборувавме нели за целово изминат период и за ова се што се случува овие филмови што се прават за тебе, ти се огромна сатисфакција сигурно, заради тоа што свесен си дека си добар пример за младите генерации, за луѓето, за децата кои сакаат да се бават со овој спорт,
дека е возможно и од мала држава да се отиде толку високо, дека е возможно и без големи средства да се постигне успехот. Сите овие работи се за респект и почит и сето ова значи многу, а кога е овој спорт во прашање кај нас во Македонија има ли интерес, би се преориентирал, например, не знам, во подоцнежни години некаква опција да работиш со помлади кадри или како се гледаш себе си доколку решиш да ја заокружиш својата кариера со некој одреден успех? Апсолутно, дефинитивно идејата ми е во иднина да направам академија каде што би сето на моје искуство кое што го имам стекнато на овие трки, на овие надпревари низ мојата кариера да го посветам и мислам дека би им помогнало многу на луѓе кои што сега би се вклучиле и да сакаат да отидат надвор. Дека има академии каде што возачите учат, значи тоа се учи. Знаете колку би ми бил мене полесен патот на овие трки до успехот, додека некој би ме насочил онака како што треба. Знаете, дефинитивно тоа сум го осетил на свој грб, бидејќи сум пробувал сам, не ме насочил никој, него некогаш сум правил и страшни грешки, но сепак по моја вина за да успеам. Знаете како е, благодарение ќе кажам на луѓето кои што се појавиле во мојата кариера. Морам да го споменам Дане Кузмановски, човекот кој што едноставно од сосема случајно се спријателивме и навистина ми помогна во дел од мојата кариера, каде што ме насочи на еден прав начин да можам да размислувам и да ми даде поддршка која што ми е потребна за да имам како спортист и да можам навистина да се насочам на она што е потребно, на размислување на победите, на успесите. И навистина тие луѓе што се околу мене сите овие години ми даваат за право да бидам фокусиран во тој дел и мислам дека во наредниот период што доаѓа ќе се трудиме и правиме планови да направиме нешто во Македонија, некоја академија која што би им го леснила патот на новите генерации во светот на автомобилизмот. Сигурно тоа би било добро затоа што нели младите да не учат така како што си учил ти, па малку повеќе да имаат некоја насока е сигурно добро. Ти смени повеќе автомобили. Кој период од твојот живот би го издвоил како највозбудлив, најинтересен, нешто што тебе ти е најдраго да се сетиш? Па не би одвоил ништо, верувај, апсолутно мојата кариера е интересна бидејќи навистина секогаш е некако возбудлива. Интересно е што сум сменил навистина голем број автомобили во мојата кариера, не сум човек кој што се насочил на еден бренд на автомобил и тоа да го вози низ целата кариера како што го прават другите автомобилисти. И сум горд навистина што со секој автомобил различен сум направил навистина добри резултати. Почнувајќи од Юго, Peugeot, Honda, Mitsubishi, не знам, Hyundai, Seat, што друго не, Ferrari на крајот од ова, така да во секој автомобил сум постапувал апсолутно исто. Дали се работело за Юго или за Ferrari, мојот стил на возење бил секогаш таков атрактивен, интересен, без калкулации, секогаш сум настојувал на највисокото место на пиедесталот. Така ќе биде и до последното мое возење. Се надевам дека секогаш се стремам кон тоа. Но не би одвоил ништо, навистина сум горд на секој сантиметар поминат на овие тркачки пати. Можеш ли да го издвоиш клучот на твојот успех? Не знам, може би тврдоглавост, инатот кој што го имам, знаете како е човек сум кој што мислам дека све е остварливо доколку човек се заинати и сака да го оствари тоа. Сум имал, како што кажав, безброј ситуации да се откажам, препреки и од финансиски план, и од луѓе во тимот, недостаток во дел од мојата кариера, каде што не сум можел апсолутно да најдам никој кој што ми бе прател на тие трки, сум одел сам, што тоа денешна гледна точка било лудост. Но може би тоа е она што го кажувам дека е многу тешко од друг агол која ќе го гледаат луѓето да сватат дека е тој патот кој што е изминат за да се оствари резултат. А во техниката на возењето има ли нешто клучно или не? Не знам, во техниката на возењето не можам да ти кажам бидејќи тоа доаѓа само од мене. Како што кажав, нити ме учел некој, нити ништо, можеби ризикувам премногу на овие тркачки патеки. Не знам дали некој што ги гледал моите видеа навистина се атрактивни и дури застрашувачки кога ќе ги гледате на самите тие видеа, но тоа е тоа. Ја понекогаш
после трка кога ќе видам видео како функционира тоа, како изгледа тоа од Па тоа баш ти кажав, нели на почетокот кога го гледав документарецот, прво што помислив е леле, што размислува мајка му, жена му додека е таму. И навистина интересно и дури и мене ме во одредени ситуации ми дава за страв да си речам, иđe мораш да успориш. Но ова веќе ги надминува црвените линии, но некако не ми влегува во глава тоа и си тера по свое. Супер. Така и треба, кога веќе си се одлучил за тоа, барем иди во таа насока самоуверено и цврсто, ништо да не те одвраќа од сето тоа. Навистина успеси големи, што е за нашава држава навистина некоја потврда дека можеме и дека од овој мал народ, шака народ, излагаат многу таленти и многу успеси. Тоа е поттик за сите, тоа е гордост за сите. Ти како еден голем амбасадор на нашава држава, кога одиш таму, не препознаваат ли веќе си на некој начин или ја представуваш нашата држава, се повеќе ја запознаваат дека постои уопште. Какво е чувството? Интересен факт е што на трки кои што одиме на некои трки, навистина не знаат за Македонија. Им е интересно од каде знамето, прашуваат, да. Тоа беше, ајде да кажам, во почетоците на мојата кариера кога одев на европските трки, им беше чудно од каде толку брз надпреварувач, од каде е дојден мал тим, тогаш знам со едно комбе, не им беше сватливо, знаете како е. Сега е интересно дека навистина не памтат и не знаат и навистина не респектираат. Потврда за тоа беше минатата година на трката во Чешка, каде што луѓето побара, организаторот побара дозвола дали може да ги користат моите слики, им дадовме, да, кога стигнавме на трката, кога веќе одевме во Чешка, кога влеговме во државата, да видам безброј билборди со мојата слика, со сликата од мојот автомобил. Тоа фактички беше најавата за трката. Верувајте, ни дадоа еден респект кој што е гордост за секој спортист во било кој спорт, поготово во автомобилизмот, да цела буквално Чешка биде излепена со ваши слики и навистина додите во Португалија или во Шпанија и луѓе да дојдат со ваши слики да чекаат автограм или да им се подпишете. Навистина сум горд и веќе знаат за што се работи. И мојот следен план, се надевам дека со луѓето од Македонија ќе направиме нешто, да направиме што поголема промоција, да ние како спортисти, не зборам само за иđe, меѓутоа сите познати спортисти направиме нешто, да ја представиме оваа држава онака како што доликува, бидејќи мислам дека должност на секој спортист е да ја представи онака како што доликува. И навистина сум ја горд бидејќи безброј пати се интонирала македонската химна на тие трки покрај толку големи држави, покрај толку големи тимови и мислам дека секогаш ќе се потрудам и ќе се трудам да ја представам онака како што доликува на еден победнички начин. А чим не сум се одлучил до сега да возам за друга држава, дефинитивно тоа ќе го направам во следните трки на најможно високо ниво. Браво. Цело време зборуваме за европски првенства. Постои ли светско првенство? Во оваа дисциплина не постои светско првенство, нема за жал, доколку се направи во иднина, мислам дека ќе бидеме неприкосновени во тој дел. Интересен факт е што оваа сезона планирам да извозам 2 трки од светскиот шампионат на кружни надпревари, другата дисциплина, исто со брендот на Ферари разговараме, но сепак ќе видиме како ќе бидат буџетите. Сепак во преговори сум со компании од Македонија и од надвор да видиме дали ќе обезбедиме финансиски буџет кој што би можел да ги покрие тие надпревари, а би ми било желба да се вратаме на кружните надпревари со овој бренд, макар на 2 трки да можам да се испробам и таму со таа една светска елита која што мислам дека ако им отидеме дека ќе имаат еден голем противник, да кажам, од мала држава. Значи супер, имаш постојано имаш нови цели и ова би било навистина интересен предизвик да го направиш и тоа. Кога се во прашање овие нели начини кружните трки, овие ридските, има ли други некои кои можеби ќе ти бидат некако смирувачки во или не? Нема смирувачки, нема да ми бидат апсолутно не, како што кажав, овој спорт е таков адреналински, не може вие да бидете смирен. Но тоа ми е дел од животот, навикнат сум на тоа и со нетрпение чекам да започне сезоната.
Супер. Јас ќе ти посакам успех, Идже. Мислам дека навистина ќе имаме уште многу причини да споделуваме твои успеси. Дај Боже да биде така, нели верувам дека со овој начин и темпо со кој до сега не представуваш и одиш напред, ќе продолжиш и понатаму. Во тебе многу енергија за спортов и талент и се она што ги дава овие резултати. Ти благодарам, Маја, навистина, како што кажав, ми е задоволство да бидам дел и гостин во твоја емисија, по твојот подкаст. Ти посакувам уште многу убави и успешни емисии, бидејќи навистина се потребни и го правиш онака како што треба ова, и ќе ми биде навистина чест да ти и Наташа бидете гости на некој од моите трки, да видите за што точно станува збор и да видите како тоа функционира во живо. Баш би сакала искрена да бидам. Тоа е навистина премногу возбудливо, иако ќе имам доза на страв, ама верувам дека па е многу интересно и неповторливо чувство. И заедно со Еми, со Наташа, фамилиарна подршка да ти дадеме. Равенката за успех ни ја откри твојата, значи во спортот, и верувам дека и во животот, со оглед на тоа дека имаш еден успешен брак, долгогодишен брак, една убава подршка, едно заедничко споделување на сите моменти. Добар пример си и се надевам, добро се искуство. трудам. Да. Ова е подарок за тебе од Рабан, Контимпекс. Ти доделува еден подарок. Ова е Invictus на Рабан, парфемот кој може да ја почувствуваш моќта за победници како тебе, и знам дека ти тој парфем ќе го носиш онака како што треба, победнички, повели. Ти благодарам. Како знак на мала благодарност што беше тука со нас, и верувам дека, па како што кажав, ќе уживаат нашите гледачи со сите твои искуства. Да, иако можеби многу пати ги слушнале твоите успеси, но секогаш споделувањето искрено, онака како што ти го правиш на твоите доживувања и се она што ти се случува, е навистина интересно да се слушне и секогаш е поттик. Поттик е кога ќе знаете дека нема никоја препрека да ве спречи во она што го сакате и од срце го правите. Секако дека ќе си ги поздравам и моите пријатели, вегера, кои се тука во повеќе локации низ нашиот град. Си нарачувате 2 големи пици, тоа е анимната акција, добивате гратис пица сендвич од доставувачот на Корпа, и на нашиот генерален спонзор, пријател Мегавин онлайн платформата. Влезете уште сега на megavin.mk и пробајте го вашиот среќен момент. Најсочниот Juicy Cash Jackpot е над 8.800.000 денари и не престанува да расте. Игрете сега на megavin.mk. Минатата недела на најсреќниот сајт megavin.mk имаше нови милионерски добивки, кои се над 31.704.000 денари. Не е касно и вие да бидете дел од добитниците во следната недела.